Добро вечер. Слободен пазар и слободна конкуренција. Темели на кои што се потпира филозофијата на европската економија. Европската комисија не толерира постоење на монополи во ниту една дејност, а камоли во случаи каде што како собственик на овие монополи се јавува самата држава, односно владата, каква што е ситуацијата во Македонија во неколку сектори. Пазарот со електрична енергија целосно се либерализира, но Македонски пошти и Македонски железници остануваат државни компании, каде што се пренатрупани партиски вработени и има сериозни индиции за криминал и корупција, како и неквалитетна испорака на услуги за граѓаните. Оваа емисија на Агенда 35 е посветена токму на либерализацијата на овие пазари, кои ги кочи реформите во овие сфери. Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате интервју со вице-премиерот Кочо Ангјушев за одговорноста на владата, зошто се уште се толерираат монополи на одредени пазари и колку тоа ги уништува државните компании во овие сектори. Зошто владата ја кочи целосната либерализација на поштинскиот пазар. Македонски пошти остварува милионски загуби, а се јавува и како донатор и на кампањите на ДУИ и на самата партија. Разговараме со директорот Ејуп Рустеми. Еден член во законот ја штити монополската позиција на Македонски железници транспорт и ја прави Македонија црна дупка на коридорот 10, исклучено од железничките врски со Европа. Кој е одговорот на министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски? Неколку сектори во македонската економија, како што се поштенските услуги и железничкиот транспорт, се уште се затворени за влесна конкуренција и се монополи на пазарот. Наспроти сите сугестии од Европската Унија, либерализацијата на овие пазари се пролонгира со години. Најдалеку, односно во последна фаза, е целосна либерализација на енергетскиот сектор. Уставот исто така го гарантира слободниот пазар и конкуренцијата во земјата. Во членот 55 пишува дека се гарантира слободата на пазарот и предприемништвото. Републиката презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот. Слободата на пазарот и предприемништвото може да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравието на луѓето. За одржувањето на монополската позиција на одредени компании на пазарот, разговаравме со вице-премиерот за економија Кочо Ангјушев. Тој вели дека либерализацијата е неминовно да се случи, бидејќи е здраво да постои конкуренција на пазарот, и тоа според него е најголемата придобивка на демократијата. Јасно е дека определба на демократијата, на пазарната економија, на патот на кој што ние сме трнати према Европската Унија, а сега веќе и дел од НАТО, значи да не постои повеќе монопол на пазарот, и така и овие монополи за кои што спомнавте во делот на поштенските услуги, со тек на време ќе мора да паднат и ќе мора да се отвори пазарот. Така да ние имаме план да тоа се случи во наредните години. Македонски пошти не може да останат монопол, мора да се ослободат оператори кои што ќе се занимаваат со таа дејност. Во моментот тоа да постои на пазарот, меѓутоа би кажал дека е премногу сиромашно и мислам дека се уште македонски пошти се заштитени бидејќи со закон одредени пратки и понатаму мора тие да ги доставуваат и не е отворен тој пазар за останатите оператори на поштенски услуги. Се разбира, во право сте, значи Европската Унија на тоа забележува и ние сега како ќе ги отвараме поглавје по поглавје, ќе мораме тој проблем да го решиме. Секако тука останува проблемот како државната компанија тоа ќе го преживее, но мислам дека сите ќе мораме да се навикнеме на пазарна економија. Сега железнички транспорт, поготово карго, може да врши само државната македонски железници, а додека останатите немаат пристап кон тоа и тоа ќе мора да се либерализира. Ангјушев вели дека либерализацијата на пазарот е суштинска за да обезбеди конкуренција, односно подобри услуги и пониски цени за граѓаните.
Парадоксот е што ние мислејќи дека ги штитиме тие државни компании, ние уствари ги уништуваме, бидејќи од нив правиме едни монополи кои што стануваат троми, кои што немаат конкуренција, кои што немаат никаква инвентивност во делот како да ги подобрат своите услуги и нема друг начин како да го натерате менаџментот да работи и да размислува, освен да му направите конкуренција. И тоа управо ви го кажав со првите два примера во делот на мобилната телефонија и во делот на електриката. Јас сум доволно стар да се сеќавам кога еден мобилен телефон требаше да молите да ви го дадат за 1000 германски марки, беше тогаш картичка да ви дадат, и после тоа си го купите апаратот и тоа беше привилегија. Тоа беше одраз на една монополска позиција на компанија која што тогаш со тоа се занимаваше. Денеска мобилните оператори трчаат по вас, ви даваат поволности, картичките се бесплатни и тоа го прави конкуренцијата. Сакам да напоменам, исто беше и во пазарот на електрична енергија. Значи, во моментот кога се либерализираше пазарот на електрична енергија за компаниите, цената автоматски падна 40% и мислам дека македонската економија од таа либерализација во текот, ако земете кумулативно на сите овие години откако настана либерализацијата, има лесно е да се пресмета некаде бенефит од 200 милиона евра пари што останаа во македонските компании. Тоа се пари кои што тие можат да ги искористат за инвестиции и ги искористија. На прашањето колку држи тврдењето дека монополската позиција на пазарот во одредени сектори се одржува со цел да профитираат одредени партиски структури, вице-премиерот Ангјушев вели: Па видете, веројатно држи. Јас немам докази за таа работа, нити па можам да ви кажам конкретни сознанија, меѓутоа политичките елити сакаат секогаш да бидат, да имаат некакво влијание во тие компании, и имаат, се разбира, но мислам и тоа дека е залажување, и тоа дека е правење на лажна слика за некои компании. Зошто? Затоа што вие кога ќе поставите кадри кои што немаат инвентивност и кои што немаат стимул да ги подобруваат компаниите, во тој случај вие тие компании ги уништувате и на крај ќе бидете директор на ништо, односно на компанија која што е во финансиски потешкоти, а од тоа бенефит ќе нема никој. Годинава целосно ќе се заокружи либерализацијата во енергетскиот сектор, со последната фаза која предвидува и малите фирми и граѓаните да се снабдуваат со струја на слободниот пазар. Но за сега се чини дека е слаб интересот, особено од граѓаните да излезат на слободниот пазар. Кои се причините? Причината е едноставна, заради тоа што реалната цена на електричната енергија пазарна е повисока од таа која што ние се обидуваме и мислам успеавме да ја заштитиме за граѓаните во Република Македонија преку универзалниот снабдувач. Но и универзалниот снабдувач го направивме таков да биде на конкурентна основа. Значи, практично ние мораме да водиме грижа и за социјалниот аспект во Македонија, бидејќи ако граѓаните ги пуштиме да бидат изложени на ценовните шокови на пазарното, на берзата на електрична енергија веднаш, во тој случај мислам дека тоа значително ќе влие врз нивниот стандард. Ние либерализацијата ја направивме до крај во делот на економијата, во делот на корпорейтот, односно во делот на компаниите, па и до најмалите компании, до малските дуќани и до едноставните, да речеме, најмали економски оператори, кои што се, нели, до, да речам, трафик и завесник. Меѓутоа, од друга страна, во делот на домаќинствата, водевме една домаќинска грижа за стандардот на граѓаните и домашното производство на електрична енергија го наменивме на домаќинствата преку универзалниот снабдувач. И тоа добро, мислам дека го направивме во Законот за енергетика и покрај сите критики на опозиција, на сите кои што би рекол не ја разбираат оваа проблематика, значи критикуваа, мислам дека денеска немаат што да кажат по тоа прашање повеќе, дека ќе бидат заштитени граѓаните во Република Македонија. Една од главните забелешки во редовните извештаи на Европската комисија секоја година е и слабиот напредок во функционирањето на пазарната економија, при тоа забележувајќи на преголема инволвираност на државата на пазарот преку субвенции и државна помош. Колку од почнувањето на преговорите со Европската Унија сметате дека ќе наметне промена на овие владини политики? Видете, реалната економија е економија која што треба да биде поддржана. Зошто? Заради тоа што оддржлива економија на долг рок може да биде само доколку е резултат на приватни инвестиции, на една силна индустриализација во земјата. Ние не можеме да речеме дека
ние како држава лошо правиме со тоа што го субвенционираме земјоделието или што ја субвенционираме индустријата, бидејќи таа треба да се развие. Во Македонија имаме мал пазар. Ако сакаме да ги развиваме овие сегменти, тие сегменти треба да бидат извозно ориентирани. За да бидат извозно ориентирани, тие имаат конкуренција во целиот свет. Сега видете, ако сите останати држави и Европска Унија и земјите на Европска Унија го субвенционираат своето земјоделие, ако, да речеме, сите други држави даваат помош за индустриализација на нивните компании, односно за помош финансиска за технолошка обнова на нивните машински паркови, на нивната технологија, тогаш ако ние тоа не го правиме, нашите компании ќе ги ставиме во една неравноправна позиција. Видете, само една Бугарија, која што е сега членка на Европска Унија, од европските фондови во нивниот фонд за иновативност и технолошки развој на располагање има 400 милиона евра европски пари со кои што им помагаат на нивните компании да купат машини нови, нова технологија. Видете, не може вашата индустрија да биде извозно ориентирана ако не биде конкурентна. А да биде индустријата конкурентна, има само 3 правила. Јас со моето искуство од 20 години правејќи фабрики, не сум научил друго. Ако има нешто друго, еве стојам на располагање да слушам, ама тоа што јас го знам е дека не можете да бидете конкурентни ако немате нова технологија, ако немате ноу-хау, како да управувате со таа технологија, тоа е втората работа. И трета работа е, ако немате организациони способности, да вие го организирате и комерцијални способности, да вие го продадете тоа што го правите. Ние во последниот сегмент не можеме да им помогнеме на стопанствениците, тоа е тоа што тие треба да го одработат. Ние можеме да им помогнеме со обуки, на некој начин да пренесеме некој ноу-хау и едукација, меѓутоа во првите 2 сегмента, како да им помогнеме да купат нови технологии, тоа можеме да го направиме и управо тоа го правиме со Законот за финансиска поддршка на инвестициите и со проектите кои што се за технолошки развој. Во 2012 ќе се отвори пазарот на поштенски услуги и ќе се стави крај на монополот. Со ваков план настапила владата на Никола Груевски пред европските партнери, кога во 2008 ја формираат Агенција за пошти, институција што требало да биде регулатор на слободениот пазар во најава. 11 години подоцна ниту пазарот е либерализиран, ниту агенцијата реално може да се извршува својата работа и да го оправда постоењето. Новата директорка Билјана Аврамовска-Ѓореска ветува за силена активност оваа година. Целосното отварање на пазарот требаше да настапи на 1.1.2012 година, значи од тогаш па наваму 4 пати е пролонгиран рокот и последниот законски рок за воведување на либерализација е 1.1.2020 година. Напоменувам дека Агенцијата за пошти го застапува мислењето дека е неопходна либерализација на пазарот и тоа го има и документирано и наративно пренесено до сите надлежни институции. Третата европска директива всушност наложува и целосно отварање на пазарот кај сите земји членки на Европската Унија, вклучително и кај земјите кои што се во процес на преговори со Европската Унија. Воедно би сакала да напоменам дека поднос на ова прашање Европската комисија кажува со извештајот за напредокот на Македонија дека не сме усогласени до крај со ЕУ директивите по однос на ова прашање, но и за прашањето за посебно сметководство, кое што е основа за обезбедување на универзална услуга во услови на либерализиран пазар. Македонска пошта како монопол во дејност на јавни услуги не е во државна, оти тоа може да значи дека газда е и парламентот, туку е токму во директна владина сопственост, што е единствен ваков случај во Европа. Во 2017 ова акционерско друштво прави загуба од 3 милиони евра, а владата со парите на граѓаните продолжува да ја одржува во живот. Пред Европската комисија се ветува дека од 1 јануари годинава пазарот на поштенски услуги конечно целосно ќе биде либерализиран. Но на 31 декември минатата година Собранието прави измена на законот, со што на овој монопол му купува и обезбедува нова година на заробен пазар. За директорот Ејуп Рустеми, фактот што во очи на нова година се прават овие законски интервенции со јасна цел не е проблем, оти според него либерализација сега и не ни треба. Според дирекцијата, трета дирекција од Европска Унија, тоа се предвидува кога ние како држава ќе бидеме полноправна членка на Европска Унија. Тоа значи дека целосна либерализација
за тој пазар на Европска Унија и сите членки на Европска Унија да имат еднакви услови за поштенски сообраќај. Бидејќи ние уште не сме членка, полноправна членка на Европска Унија, тоа зошто треба ние толку да брзаме и да донесеме целосна либерализација на пазарот. Во македонски пошти вработени се 2265 луѓе, со што оваа компанија е меѓу најголемите работодавци во земјава. Рустеми вели дека не се пренатрупани со кадар и дека сите вработени им се потребни. Но зашто? Извештаите на Transparency International говорат дека потребата од овие вработени не е во функција на компанијата, туку на партијата ДУИ. Невладината забележува дека со години преку дел од платите на овие вработени се финансирала партијата на Ахмети. Мислите дека не сте пренатрупани со кадар? Тие не се пренатрупани и значи ние сите овие ни се потребни. Знаете зашто ве прашувам ова? Токму Македонски пошти е на некој начин претворено во дувла на партијата ДУИ, од каде што се трпеле пари за финансирање на самата партија. Вие ги имате видено Transparency извештаите? Јас ги имам разгледано сите тие извештаи, тоа не е точно дека е така, бидејќи сите тие финансиски извештаи секоја година ние ангажираме и ревизорска куќа која се избира од страна на влада, но секогаш тука беа присутни и Државниот завод за ревизија и ова година ќе ни биде присутен Државниот завод за ревизија и тие се релевантните извештаи што не ги покажуваат тие бројки. Transparency лажа, мислите? Не викам дека лажат. Точно е во далечните години имаше и кражби во Македонска пошта. Да, кога комбиња се тие кражби сите се пријавени, тие се пријавени и тоа не е наша надлежност ние да ги најдеме кои се тие се надлежности на другите институции што ги има во Република Македонија, тоа е МВР и другите компетентните институции, ама тие се случуваат, такви кражби се случуваат не само во Македонија, има и такви и во европските држави. За инвестиции во Македонски пошти, според нашите информации, заинтересирани се сериозни фирми од Австрија, Белгија и Холандија. Сите тие нестрпливо го чекале 1 јануари годинава. Но ако го земеме предвид ставот на Рустеми, веројатно ќе треба да си почекаат, додека не ги завршиме преговорите. Од исосеме за очекување и следниот 31 декември, собранието да купи уште една година плюс. Европската Унија очигледно има разбрано со што и со кого си има работа, па токму во ова поле почнува твининг проект за зајакнување на Агенцијата за пошти како регулатор. Експерти од Шпанија се веќе во земјава од декември минатата година. Со 600.000 евра, Европската Унија ќе работи на појака регулација и на самиот процес на либерализација на пазарот. La duración del proyecto son 18 meses. El inicio del proyecto se marcó con mi llegada aquí, que fue el 3 de diciembre. Yo el papel que ostento soy la RTA, que digamos sería la Resident Twinning Advisor, que en español bueno, sería como una consejera delegada. Digamos que soy la persona que está en el terreno y que actúo de nexo de unión entre digamos, los expertos y el project leader español, que están ahora mismo en España, y lo que es el equipo macedonio de la agencia postal. Entonces, digamos, las actividades, el inicio de lo que es el proyecto lo marcó el 3 de diciembre. Durante estos primeros meses estamos pues eso, acoplando lo que es las actividades, haciendo un plan de comunicación, un plan de actividades, digamos todos los formalismos, el asentamiento, y las actividades empezarán en sí, lo que es el programa, el 1 de marzo. Pero tiene una duración total de 18 meses, como os comentaba, el 3 de diciembre es la fecha en la que ha empezado y yo mi labor es hacer como de nexo entre digamos, la parte macedonia y la parte española. Реформите во поштенскиот сообраќај се регулирани со поглавјето 3 од преговорите со Европската Унија – право на основање и слобода на давање услуги. Приватно домашно или странско правно лице може да извршува железнички превоз на патници и на стока по овие пруги само откако Република Македонија ќе влезе во Европската Унија. Ова е членот од законот кој што ја спречува либерализацијата на железничкиот сообраќај. Овој член од законот за железнички систем донесен во 2012 година и понатаму го отвора прашањето дали Македонија, која е клучна нишка од коридорот 10, треба да остане затворена за влез на нови компании кои ќе ги нудат овие услуги. Во моментов, МЖ Транспорт АД е единствениот железнички оператор за превоз на патници и товар.
Немањето на конкуренција си го прави своето, значи квалитетот на услугите кои што се нудат од постоечкиот државен оператор е на многу пониско ниво нели од потребното и затоа поготово индустријата во делот на товарниот сообраќај бара алтернативни решенија, тие алтернативни решенија се камионскиот превоз. Тој камионски превоз е можеби пофлексибилен од железницата, меѓутоа секако е поскап, делува повеќе на загадувањето на животната околина и со тоа придонесува и за зголемување на трошоците на самите компании. Цената на превозот во крајниот производ учествува со дури 15% во одредени производи. Значи, вие ако имате поевтин превоз, ќе бидете поконкурентни на самиот пазар. Железницата како кичма на една држава, како кичма на стопанството, е главниот мотор на стопанството. Ако имате лош железнички систем, стопанството не може да напредува. Со либерализација на пазарот на железнички услуги во Македонија ќе се створи една ситуација каде што бизнис заедницата ќе имаат поголеми алтернативи за бирање на транспортни средства, ќе ги намалат соствените трошоци и ќе бидат многу конкурентни на странските пазари. Од железниците во регионот, единствено македонската не е либерализирана, вели Трпевски, и додава дека штом еднаш ќе се сменат рутите, а тоа може да се случи поради исклученоста на Македонија од системот, многу тешко може да се вратат повторно. Затоа тој апелира да се побрза со отворање на овој пазар и пред влезот во Европската Унија, бидејќи инвеститорите се уште се заинтересирани за влез во овој сектор. Приватните оператори не се откажуваат од работата во Република Македонија, затоа што Македонија е само мал дел од коридорот 10, некои си 200 километри. Веќе се прават големи инвестиции од страна на приватните оператори во соседните држави, во Грција, во Србија, веќе во Србија имате 7-8 приватни оператори. Таму имате огромна должина на пруга, е многу поатрактивна, меѓутоа без Македонија како чворна држава на Балканот овдека, либерализацијата не може да има ефект. Не може ние како држава да бидеме кочничари на целиот развој на целиот регион, затоа што железницата не е бизнис кој што се работи само во границите на една држава, тоа е бизнис кој што зафаќа поголеми простори и не може да се гледа овој бизнис во сегментите на границите на самата една држава. И според директорот на МЖ Инфраструктура, либерализацијата е единствен начин ова државно предпријатие да ги покрие загубите и да им се понуди квалитет и пониски цени на компаниите. Јас неколку пати сум кажал, па и сега ќе го кажувам, многу е, не знам, неразбирливо, тоа што не трпи само инфраструктура штета од оваа работа, туку и самиот МЖ Транспорт, као транспортна компанија, која со ова, да кажеме, со ова забрана за влез на други оператори, демек, оние ќе бидат во позиција да ги вршат овие услуги за да обстојат, туку со студиите што ги имаме направено и праксата што се случува, и тие исто така губат многу, но инфраструктурата во најголем дел губи многу од тие примања. Сега, знаете, ако вие немате доволно транспорт, а имате капацитети за да го подигнете нивото на транспорт барем за 10 пати или 25 пати со постоечката железничка инфраструктура, тогаш нормално дека загубите се многу големи. Ние дел од тоа се финансираме од пристапот на железничка инфраструктура, и тој пристап би требал да донесе доволно средства за ние да можеме и да ги подигнеме уште повеќе услугите и кондицијата и целата состојба на железница. Во Националната транспортна стратегија 2018-2030 се констатира дека отсуството на либерализација го отежнува функционирањето на МЖ Транспорт, градежните работи за обновување на пругата од една делница од коридорот 10 и либерализацијата на пазарот се означени како долгорочна и краткорочна цел. Какви мерки се преземаат во исполнување на тие цели, го прашавме министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Сакам да потенцирам една работа, тоа е дека во Законот за железнички систем многу јасно е пишано дека отварањето на пазарот или либерализацијата би се случило со влегувањето во ЕУ. Меѓутоа, она што ми го поставивте како прашање, тоа е делот на подготовката на овие компании. Сметам дека ние тоа дел работи поклопуваат со она што ќе значи реално реконструкција, одржување и се разбира изградба на железнички пруги кои што се однесуваат поготово на коридорот 8 или одржувањето на коридорот 10 со кракот 10D кој што го подразбираше делот на Битола Кременица кој што е практично во завршна фаза. Така да подготовките во тој дел владата на Република Македонија ги прави. Исто така се прават одредени студии и анализи кои што дополнително ќе бидат во најбрз временски рок завршени, така да сметам дека оние предпријатија кои што се поврзани во делот на железници, ние гледаме на секој можен начин, не само да ги одржиме, туку навистина тие во наредниот период да функционират. Министерот додава дека подготовката на државните предпријатија на железничката мрежа ќе се клучни за земјата да биде подготвена пред да се смени членот од законот кој го држи пазарот затворен.
Нашите постапки, она што навистина го се обидуваме да го направиме во овие година и пол и се надевам дека тоа ќе продолжи во наредниот период, нема да значи дека Македонија ќе биде по било какви основи и во делот на железницата одбегната. Јас мислам дека ние, согласно програмите кои што ги имаат двете јавни предпријатија, владата на Република Македонија, мислам дека апсолутно ќе ги исполниме сите оние обврски кои што треба да ги исполниме, и тоа заради нас, не заради други, и се со цел да тие навистина предпријатија, тие железнички предпријатија бидат стварно отворени према пазарот во наредниот период. Во извештаите на Европската комисија за напредокот на земјава во поглавието транспортна политика, со години се провлекува истата препорака: земјата да се фокусира на спроведувањето на мерките за поврзување на железницата и за отворање на пазарот на железнички транспорт. Пред воведувањето на одложената либерализација, овој пазар законски беше отворен и тогаш за влез во него покажа интерес чешката Локотранс и словенечки железници. Европарламентарците, кои имаат клучна улога во законодавните процеси во Европскиот парламент, ќе бидат должни јавно на интернет страната на парламентот да го објават распоредот на своите состаноци со регистрираните лобисти. Оваа промена на правилата кои се однесуваат на функционирањето на Европскиот парламент беше изгласана минатата недела од страна на парламентот. Јавното објавување на распоредот на состаноци пред се важи за европарламентарците кои се известители во сенка или председатели на комисии, а другите европарламентарци се охрабруваат да го прават истото. Целта е со новите правила да се обезбеди транспарентност на состаноците помеѓу застапниците кои се вклучени во законодавниот процес и представниците на организациите кои би можело да имаат корист или штета од одредено законодавство. Новите правила ќе помогнат парламентот да биде поотворен, потранспарентен и поодговорен кон граѓаните. Заклучно со 1 јануари 2019 година, 22 од 28 држави членки на Европската Унија имаат одредено национална минимална плата, а само Данска, Италија, Кипар, Австрија, Финска и Шведска го немаат тоа направено. Од државите кои имаат одредено минимална плата, Бугарија има најниска бруто минимална плата во Европската Унија и таа изнесува 286 евра, а највисока од скоро 2100 евра месечно е регистрирана во Луксембург. Ова го покажуваат последно објавените податоци на Евростат за минимална плата во државите членки на Европската Унија. Највисоката минимална плата во Европската Унија е за 7 пати повисока од најниската. Сепак, овие разлики во минималната плата помеѓу државите членки на Европската Унија се значајно помали кога се земаат во предвид разликите во нивото на цени. Во тој случај, највисоката минимална плата во Европската Унија е 3 пати повисока од најниска. Од државите на Балканот најдобро стои Словенија, каде минималната плата изнесува 887 евра, Грција 684 евра, Хрватска 506 евра, Романија 446 евра, Србија 308 евра и Албанија е со најниска минимална плата од 210 евра. Во Македонија минималната плата во бруто износ изнесува 282 евра. Интернет домеинот .eu станува подостапен за граѓаните и бизнисите во Европската Унија. Европскиот парламент одобри правила кои ја олеснуваат регистрацијата на домеинот .eu и ја охрабруваат неговата употреба од страна на бизнисите. Целта на новите правила е да се намалат критериумите за регистрација, затоа што поголем број на граѓани, особено млади, мали и средни предпријатија и невладини организации го користат .eu во своите интернет адреси. Регистрирање на домеин со .eu може да побараат граѓани на Европската Унија без разлика каде живеат, но и граѓани на други држави кои живеат во Европската Унија или во Исланд, Лихтенштајн или Норвешка. Домеинот .eu е 8 најголем на интернет и има над 3,7 милиони регистрации до 2017 година. Здравствените услуги, што ги нуди здравствениот систем на Естонија, со помош на модерните дигитални технологии, се од голема корист за нивните граѓани. Ова се само дел од нив. Портал за пациенти. Доколку некој ученик во Естонија на училиште се повреди, скрши рака, третманот што му бил направен лесно може да го види неговиот родител преку порталот за пациенти.
За пристап на порталот, родителот ја користи својата дигитална лична карта, која е поврзана со единствен личен идентификацијски код. Така родителот пристапува до националниот здравствен систем, каде давателите на здравствени услуги ги запишуваат медицинските податоци. Родителот може да види се поврзано со третманот на своето дете, вклучително мислењето на докторот за рентгенската снимка на раката и листата на препишани лекови. Дигитален рецепт. Доколку родителот има потреба да купи лекови за своите деца во Естонија, се користат дигитални рецепти. Тоа подразбира дека родителот кога оди во аптека треба само да ја покаже својата лична карта или личниот идентификацијски број на своето дете, доколку е потребно лекови за него. Фармацевтот потоа може да пристапи на здравствениот информативен систем и да види кои лекови се препишани од страна на лекарот и истите да ги издаде. Итна помош. Доколку се случи сообраќајна несреќа и некое лице полесно е повредено, диспечерот во итната служба е постојано на линија со повикувачот и возилото на итната помош. Тој може да го искористи личниот код на повредениот за да го пребара во здравствениот информативен систем и да го погледне неговиот здравствен картон. Системот автоматски ќе ги прати медицинските податоци за повредениот до возилото на итна помош, кој оди на местото на сообраќајната несреќа. Така, екипата на итната помош е целосно запознеена и може веднаш да донесе правилна одлука. По пристигнувањето на местото на несреќата, екипата на итната помош ја оценува состојбата на повредениот и внесува податоци во здравствениот информативен систем. Сето ова и дава можност на болницата да ги направи соодветните подготовки за брзо давање помош на повредениот штом пристигне. Интероперабилност. Во Естонија граѓаните имаат можност да добијат известување преку електронска пошта доколку валидноста на возачката дозвола истекува и истата треба да се обнови. За да го направат тоа, на граѓаните им е потребна лекарска потврда, која се издава после лекарски преглед. Пред да оди на лекар, преку порталот за пациенти, пациентот си пополнува здравствена декларација, која лекарот може да ја види и со која добива информации за здравјето на пациентот однапред. Однапред пополнетата декларација ја прави поседата на лекарот побрза, а лекарската потврда веднаш е електронски испратена до националната установа, задолжена за издавање возачки документи. Тоа што граѓанинот треба да направи е само електронски да аплицира за обновување на возачката дозвола, што трае неколку минути. И за неколку дена новата возачка дозвола ќе биде испратена по пошта на домашна адреса. Слободната конкуренција е опфатена во повеќе поглави од преговорите со Европската Унија. И како што гледаме, кај нас ќе треба многу време за овие реформи сериозно да се имплементираат. Па Агенда 35 ќе продолжи да го следи процесот на либерализација на овие пазари. Не заборавајте да не следите на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профили. И се разбира, тука на Македонската радио телевизија секоја недела во 20 часот и 15 минути. Останете со нас.